Една рака граф, полно тенџере вода, малку зачини и здрава храна за целото семејство. Вкусот добива на цена, особено ако гравот е тетовски. Но ако во минатот овој специјалитет често бил на трпезата, бидејќи го имало во изобилие, тој сега веќе станува луксус, го има се помалку и неговата цена вртоглаво расте. Денес за вистински тетовски граф се плаќа и по 300 денари за килограм. Но кој би рекол дека во блиска иднина ќе нема пари со кои би се купила оваа култура, бидејќи од година в година се помалку ја има. Во потрага по тетовски граф, патот не донесе во Вејце. Селото познато по компири сега станува плодна земја и за граф. На 1100 метри надморска висина, каде што плени убавината на шара, на стрмна почва, Насер Джемаили бере крупни бели зрна тетовски граф. Насадиле наодамна, откако сватиле дека поради сушните лета во селата околу градот, гравот се суши. Повеќе дневно дож ако има, ни прави штета. Гравот не ќе многу дож, така, но не ќе и многу топлина, како да речеме, многу температура. Затоа, ако е летото, ако е многу суша, и овде ги навадуваме и го држиме балансот на температурата. Например, горе не е многу жешко во Шарпланина и затоа се прави повише гравот овде. Еве, на ова лете беше жешко. Имаме садено и у село Теарце и на селата на Шарпланина. Тамо ништо немавме род, а овде имавме. И многу добра количина добивме од ова што сме го садили. Джемаили со неговата задруга годинава насадиле граф на 10 места низ Тетово. Пролетта однеле примероци во лабораторијата во Земун во Србија за да проверат кој има најголема хранлива вредност. На нивно најголемо изненадување. Првите 3 места за зрна со најмногу протеини ги добил гравот насаден токму во шарпланинските села. Како прво место го зеде гравот што ни беше садено у село Вејце, Тетовско. Второто место го земаше селото Бозовце и третото место го земаше село Бродец. Така да видовме дека најквалитетен граф имаме во овие регион, во надморска висина што е над 1000 метра. Сега има многу променети, климатски промени има и температурата е по некако не е ни многу висока овде и не е многу ниска. Значи за тоа ние мислиме дека за тоа. Пак ќе испитаме и ќе видиме зошто е по квалитет. Врз производството на гравот сепак не влијаат само климатските промени, туку и селувањето од селата и регионите каде тој историски се одгледувал. Овогодинешната прослава на Европскиот ден на зелениот појас, најголемата заедница на шуми која обединува цела Европа, од крајните северни делови на Финска до југот на Егејското море, кај нас се одбележа со денот на гравот. Ова директно ја покажува врската помеѓу чувањето на природата, зачувувањето на традиционалните земјоделски практики и одржување на локалната заедница. Невладината организација на Метин Муареми 12 години работи на промоција и заштита на тетовскиот граф. Вели, и покрај сите напори, тетовскиот граф изумира. Секоја година се помалку ја има. Климатските промени се еден од најголемите фактори што влијаат секоја година да тој производ или таа зрнца што сме имале порано, значи што бил како брендиран граф од Тетово, да не биде отпорен кон природните ситуации што последните години се случуваат. Во проценти мислам дека од тоа што слушаме е околу 70%, мислам дека намалено процентот на производство во споредба со, не знам, 10 или 15 години. За професорот Алирами Салии од Земјоделскиот факултет при Тетовскиот универзитет, ова не е новина. Тој вели дека во 2000 година, по конфликтот во Косово, за 2 недели од селата Джепчиште, Речица и Гостиварско Неготино, успеал да собере 2 тони тетовски граф за да помогне во соседната земја. Сепак вели, таа количина не може да ја собере од целиот регион ниту за 2 години. Професорот вели дека има многу причини.
како генетски потенцијал и адаптилност на семето, но вели дека интензивните климатски промени се тешко победливи. Во сушните региони како Македонија, лимитирачки фактор е влагата на почвата и воздушната влага. Ако во нормални услови за еден нормален раст и развој на граот, пример, воздушната влага на воздухот треба да биде некаде во диапазони од 70 до 80%, во периодот, особено во периодот на цутење, во наши услови, во тој период, што е период што се совпаѓа со комплетно месец јули и првата половина на месец август. Во тој период, за жал, во наши услови релативната влажност на воздухот е многу ниска, некаде во диапазон се движи во диапазон од 30 до 40%, и во вакви услови не може да се одвива нормално процесот на цутење, процесот на формирање на мохунки и автоматски тој процес се рефлектира во крајниот принос на самиот производ, конкретно на самиот град. Потенцијално решение за малите површини е можеби растењето под фолија, за да може да се ублажат климатските промени. Но она што сериозно загрижува е немањето работна сила. Професорот вели дека во одгледувањето на грав не постои процес на берба со механизација, туку тој бара исклучиво физичка рачна берба. Во време на миграција, кога селата остануваат празни, тетовскиот грав се почесто се слуша како приказна за култура која некогаш била бренд за ова место и за државата. За жал, знаејќи ги особините и карактеристиките што ги има тетовскиот грав, за жал нема да го имаме во условно решено во една блиска иднина.